Добре дојде за Дејан Лилич, македонски актер. Сите добро те знаеме во Македонија. Твоето минато е богато. А како последно, што паметиме од тебе, е една од главните улоги во серијата Бистра вода. Првата од таков тип во Македонија. Серија трилер, криминалистичка серија, во која што ти го играш еден од главните улоги Дамјан. Оваа серија доживеа огромна популарност, имаше над 4 милиони гледачи. За жал една од ретките серии снимени во последните 20 на години во Македонија. Так. Иако сите многу сакаат да си гледаат домашен продукт. Како ти доживеа Бистра вода и се тоа што се случи околу Бистра вода? Па морам да ти кажам дека целото снимање, бидејќи се работи за да речеме независна продукција, затоа што не беше финансирана воопшто од било каков буџет на Република Македонија, беше исклучително напорно, тешко, комплицирано, бидејќи самиот текст е таков каков што е, не е лесен, на многу леери, вертикали, каде што се зборува за различни личности, за различни поенти во нашето општество и воопшто во светот во кој што живееме. Серија која воопшто не е лесна, и ниту пак за играње, ниту пак за гледање, предпоставувам, затоа што зборува за вистини, човечки вистини, човечки судбини и она што го живееме и што го преживуваме и тоа што следи и тоа што било. И целото снимање беше исклучително напорно, но исклучително убаво и забавно. Затоа што кога работиш нешто и знаеш и препознаваш квалитет во него, без разлика колку е тешко, се вложуваш себе си потполно и уживаш во тоа, затоа што очекуваш и тежнеш кон тоа да има еден добар квалитет. Предпоставувам чувството е прекрасно кога ќе се види па ефектот од тоа се што го правевте. Се разбира. Зборувате сега како се разбира, особено кога ефектот ќе го видиш кај публиката, кога таа едва чека фамилиарно да застане пред малите екрани, да ја гледа премиерата, па дури и понатаму и репризата на истата епизода. Да, репризата е оди деновиве на Алфа телевизија, гледаност е повторно одлична, како да е чинам како да е премиер. Како да е премиера, да, и луѓето мислам канака желни се, гладни се за наш продукт и сакаат да ја гледаат, дури јас знам дека ме прашуваат каде може да ја најдат да си има дома во своите архиви за да може да си ја прегледуваат и да па може да гледаат сега на Алфа, има и на Кинемо една или платформа. Тоа се интересни податоци да ги знаат да си ги наоѓаат. Така, добро ден, те гледавме на Бистра вода, но ние те паметиме, тебе сме те гледале во многу филмови, многу серии, во многу театарски представи. Ти си прочуениот Хамлет, значи да кажем македонски Хамлет. Да. Но Хамлет го нема сега на театарот. Што се случува? Односно Дејан Лилич како Хамлет го нема. Да, Хамлет беше една од моите последни представи во Македонија, потоа направив уште 2-3 представи, една копродукција со театарот Санкт Петербург и наеднаш исчезнаа сите тие представи од репертоарот, немав нови проекти, немав нови представи, но тоа е веројатно прашање за оние менаџери на театри и целата политика театарска што се води и Министерството за култура, зошто мене ме нема и не само мене, туку и некои други актери. А појаде актери нема од театарот, посебно од театарот појаде актери нема. И тоа е една тема која навистина бара дискусија, бара разговор и бара објаснување. Еден ден ќе го барам. За колку години станува збор вака што ве нема од театарот? Па види, да речеме да не шпекулирам јас себе 7 години, 7-8 години, може би тие 7-8 години еден проект и ништо повеќе. Но од друга страна оние што те препознаваат како квалитет и кога ќе насетат или ќе чујат дека тебе те нема на домашната сцена, веднаш ќе се јавуваат и те бараат, така да во тој период кога овдека јас не добивав работа, добивав во Црна Гора, добивав во Србија, во Бугарија, во Романија, следат уште некои проекти надвор од границите на Македонија, така да јас мојата работа ја работам, не се оставам затоа што ја сакам и понатаму ќе ја работам. Мене секоја сцена на светот ми е моја сцена. Но сепак најубаво е да се игра пред нашата публика. Дома ми е дома. Тажно и жално, значи надвор ве препознаваат како всушност стара македонска приказна за луѓе еве како вас, но и многу други
Да, кругот се врти. Кругот се врти, Кругот да. се врти. Дома ги забораваат, свесно ги туркаат под тепих, но надвор ве препознаваат. Но ајде би сакал сега да позборуваме за вака една друга иницијатива што ја има од добри луѓе кои што ја сакаат, го сакаат актерството, го сакаат филмот, ја сакаат уметноста. Ти денес си сега дел од еден нов филм кој што Така е. допрва ќе го гледаме ние овде во Македонија, станува збор за кино Љубов. Така е. Кино Љубов е еден проект кој исто така е направен од љубов. Направен е од сите луѓе што го реализираа филмот, сите луѓе што го напишаа, што се трудеа да го склопат тоа како еден филмски продукт, пред се сценарио, па понатаму филмски продукт, па понатаму целата реализација на филмот и актерите што играат внатре, сите тие до последен поединец се влюбеници и во театарот, и во филмот, и во својата работа, и во својата професија. И така излезе овој филм на површина. Се работеше во период кога беше корона, но и во период кога една група на луѓе, без разлика од која професија, но во рамките на нашата уметност, филмската уметност, исто така не добија шанса да работат и да си ги реализираат своите идеи. Се собравме и направивме еден филм, да речем првенче во Македонија на начинот на снимање и начинот на играње, затоа што Само да независна продукција е тоа, државата има тука нешто. инди продукција, независна продукција без денар дадено од државата од било кој сегмент. Продолжете за Значи онака со на мускули, со силна волја и силна љубов. Кино Љубов е приказна за лична приказна, да речеме, на неколку луѓе кои преточивме во филм и каде што филмот досега помина на 11 светски фестивали, го чекаат уште 3 или 4 фестивали сега во скора иднина и тоа многу скоро тука во Загреб, Италија, Турција. Понатаму знам дека уште неколку фестивали, но за тоа најдобро ќе зборуваат продуцентите на филмот. И секаде реакциите се такви какви што ги очекувавме и такви какви што ние ги вложивме во филмот. Луѓето, најобичниот народ, љубителите на филмот ги препознаваат емоциите и препознаваат нешто што стои во секој човек како исконска нишка во ДНК-то. Што е вистински човек, што е емоција и како ние се однесуваме со луѓето. во кино Љубов ти си Коста, така? Коста, актер, Актер, кој таму нема имаш- играно неколку години и таква реплика има во И па филмот. таму имаш за тоа ми беше прашањето кога зборуваме веќе за тоа колку те нема или колку Да. те има во Македонија. Да, Таму Коста зборуваш вели дека точно повеќе 4 години, така, 4 години, неколку дена, неколку сати до 1 минута до минута ги има израчунато, затоа што ние актерите точно знаеме кога сме играле, колку сме играле и колку не сме играле. Сега, од тогаш па наваму само се додаваат годините. Само За се жал, додаваат, нели? да. Барем зборуваме за рамките на Македонија. Инаку кино Љубов во однос на тоа дека е првенче, како што го реков, во начинот на снимање, затоа што се работи за one take филм или филм во еден кадар. Што значи тоа? Што значи тоа? Тоа значи дека нема кадрирање, значи нема кадар крупен, па широк, него камерата се вклучува и додека не заврши филмот, не се исклучува. Сака да ми кажете дека за 90 минути е снимано се одеднаш? Да речеме двата дела, Добро. едниот дел 40 и нешто минути, другиот дел 40 и нешто минути, значи воопшто не се исклучи камерата. Што значи тоа? Тоа значи дека воопшто не е лесно да се сними така, затоа што тоа си бара подготовки, бара актерите да бидат потполно спремни, знаење на текстот 40 и нешто страни целосно, сериозни подготовки, проби, не само на текстот, не само во однос на карактерите, не само на внатрешниот свет нивен, туку и на целиот мизансцен каде што се движиме. А ние не се движиме само на една маса со неколку столчиња, но тоа се наоѓа во една, еве ќе открија малку, во една куќа, каде што се качуваме горе, доле, лево, десно и се случуваат илјадници, мали, ситни и големи работи и сето тоа е снимено во еден кадар. Ако се сгреши во текот на снимањето, не е важно која минута, може да биде последните 2 минути, Се мора понова да. се мора од самиот Значи почеток. тоа не подразбира совршена подготовка само на актерите, туку на Туку на целокупниот тим целата што стои екипа. за тој проект, како што кажавте, независна продукција на луѓе со Бара подготовка и на тонецот, и на камерманот, и на светлото, и на оние што се занимаваат со реквизита и со сцена, и на актерите, а не режисерот на сите, буквално.
А кога ќе се старта камерата, кога ќе каже режисерот Јани Бојаджи акција, тогаш сите се потполно сконцентрирани и внесени во тие 45 минути. Се вложите целосно таму. И вие како актери, и како режисери, продуценти, сниматели, камермани, мислам се е тоа. Можам слободно да кажам за другите, да, дека се вложија, а за себе ќе кажам дека нема начин и нема проект во кој не сум се вложил целосно. Секогаш сум тврдел и сум кажувал, ако во било кој проект, дали е тоа театарски проект, дали е тоа филмски, серија, мал, било каков камерен, голем, ако не се вложиш 100%, тогаш подобро не излегувај на сцена и не почнувај со работа. Нема квалитет ако не се вложиш 100%. Тогаш знаеш дека од себе го вадиш најдоброто и го даваш најдоброто. Го препознаваат тоа луѓето. Уметноста е таква, на некого тоа може да му се допадне, на некого не. Ние сме широко отворена мета, секој може да пука на неа, но искрено пред себе, ако се вложиш, знаеш дека честно си одработил својата работа. Видливо беше тој убистра вода се гледа, имаме пример, претпоставувам како ќе биде со Кино Љубов. Да. Ми кажа Кино Љубов, светот веќе го виде. На 11 да, и уште сега уште 3 фестивали. Македонија допрва треба да го види. Треба да го види. И допрва ни престои промоцијата, да, која што ќе се случи на 13 октомври. 13 октомври решивме да не биде тоа во Скопје, туку да почнеме во друг град во Македонија. Во кој град ќе биде? Штип. 13 октомври. Зошто не? Па затоа што и Штип е Македонија. Така е. Не е само Скопје Македонија. Македонија е цело, нели, од горе до доле. Сите градови се Македонија. Не е само еден град. Почнува со Штип и претпоставувам ќе оди тоа. Почнува со Штип, потоа неколку градови низ Македонија и ќе заврши на 26 октомври со скопска премиера. Значи 13 октомври Штип, неколку градови, уште не го знам точниот план, но ќе биде објавено, се разбира. 26 октомври е скопската премиера. Значи, таа промоција која што ќе започне во Штип, ќе заврши во Скопје, претпоставувам таму ќе бидете сите присутни што се дел од се надевам, само да сме здрави и живи. Пред се тоа е најважно. И со тоа да почнеме да работиме и да создаваме уште повеќе. Никој нема да не спречи. Кино Љубов веќе го имате, светот го виде, Македонија допрва ќе го гледа. Да. Имате ли некои други планови? Имаш ли нешто друго вака што можеш да споделиш со нас? Да, имам. За жал повторно се врзани со некои продукции надвор од Македонија, но искрено се надевам дека наскоро ќе ме гледат и во театар. И тоа во Македонија, во Скопје, во моја драмски. И јас искрено се надевам. Дејан, ти благодарам за овој разговор и јас само можам да кажам, со нетрпение очекувам да ја видувам првата промоција на Кино Љубов. Ти благодарам и на тебе.